Денеска заедно со советниците од мојот кабинет, како дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, сме повторно на терен за да ги воочиме и на јавноста предочиме проблемите, злоупотребите, малверзациите кои што власта, министерствата ги прават на грбот на граѓаните. Особено кога станува збор за злоупотреба на ресурси и во случаи кои што се поврзани со изборите. Ние неколку пати во целиот овој период и во овој дел имавме неколку случаи за кои што зборевме, реагиравме и ја информиравме јавноста. Првин констатиравме дека илјадници кубици дрва се изнесуваат како извоз надвор од Македонија при недостиг на огревно дрво тука во Македонија. Зборевме за лошите состојби во шумската полиција, но и за злоупотребите, малверзациите кои што се во рамки на јавното претпријатие Македонски шуми. И затоа денеска сме тука на терен и за овој конкретен случај да разговараме со граѓаните и да апелираме дека институциите мора да профункционираат во државата. Мора да има правна држава, мора да се гарантира правото на собственост. Ја праќаме пораката дека не смеат да се злоупотребуваат ресурсите, институциите, а особено во делот на шумарството и сето тоа да се прави од аспект на гласови кои што се потребни за владеачката партија. Тоа беше така до сега, во пресред на овие избори сме внатре во институциите, внатре во министерствата, како резултат на договорот од Пржино, како резултат на законот за влада и нашата улога која што е контролна, до крај, до последен момент ќе исполниме и ќе ја реализираме. Одговорност за сите случаи кои што се документирани, за сите случаи за кои што сме информирани, за сите случаи кои што ќе ги покренеме, ќе мора да има. Не може да се опустошува шумскиот фонд, а за тоа да се бори владеачката партија за свој глас. Не сме да се продолжи криминалот кој што го имаме токму во оваа дејност и во оваа сфера. Не можат луѓето да се уценуваат за гласови за ниту една политичка партија на грбот на овие проблеми кои што им се прават. И мора да го заштитиме државниот фонд на шуми, но и мора да го гарантираме правото на собственост на приватните собственици.